Добри ден во студио за моите гости Петар Арсовски, пиар експерт, политички аналитичар, Замир Мехмети, граѓански активист. Истекуваат последните денови кога опозицијата кажа дека се клучни во преговорите. Верувате ли дека ќе дојде до договор? Господин Мехмети. Ја лично не верувам дека ќе дојде до договор, бидејќи не гледам ништо поразлично од начинот на функционирање на премиерот Груевски сите овие 9 години. Вие многу добро знаете дека сите овие 9 години премиерот Груевски само купува време. На најголемите крупни политички прашања во Македонија не се решени избегнувајќи или купувајќи време. Прашањето за името, не да се смени првата грчка влада, Караманлис, па да дојде другиот премиер, па ќе видиме. И сето ова денеска со политичката криза мене ми наликува на скроз истата ситуација, политиката која ја води Груевски е таа, да добие на време, да не се реши ништо и тоа така да си тера. И од тука не гледам како би имало некаков договор со опозицијата за решавање на кризата, имајќи го предвид и фактот дека во цела оваа криза неговата влада, бидејќи знаеме дека владата е вмешана во обвинителството и тие работи, продолжува да му стега кривични пријави на лидерот на опозиција. И сега вие кога лидерот на опозиција ќе го ставите во таква ситуација на преговори, тоа е нонсенс според мене. Јас сум уште порадикално за преговорите да беат до сега прекинати, но ете, верувам дека ради добра волја, можеби ради странски притисок, не знам точно, немам информација, преговорите ќе продолжат валјда до петок, но јас не верувам дека ќе има некаков договор. Добро, господин Арсовски. Господин Мехмети вели дека би требало радикалното решение треба да бидат прекинати преговорите, повикувајќи се на странски притисок, вели дека сепак тие продолжуваат. Информациите кои доаѓаат од преговарачката маса велат дека всушност Заев е оној кој е притиснат, а не премиерот Груевски. Сепак верувате ли дека Груевски ќе се согласи на решение, а од друга страна ќе биде направен компромис од страна на Заев, а Груевски, кога велам решение, мислам на негово заминување? Јас не сум толку песимист како Замир, односно не сум песимист во смисла на тоа дали ќе се постигне договор. Мислам дека притисокот од меѓународната заедница кој е единствената причина поради која преговорите се напреднати до онаму до каде што се напреднати, дека не само што ќе продолжи, туку и експоненцијално ќе се зголемува. Имаме некаков рок таму до средината на јули каде треба да се затвори првата верзија на извештајот за Македонија. Мислам дека никој не посакува Македонија да изгуби препораката за почеток на преговорите, дека тука притисокот кон домашните политичари ќе биде многу голем. Оттаму мислам дека имајќи го предвид фактот дека голем дел од материјата за која претходно сметавме дека нема доближување на позициите, еве веќе се доближува и дека контурите на некаков конечен договор веќе се надзират, мислам дека нешто ќе мора да се договорат. Тоа за кој сум песимист е кој ќе биде бенефитот од тој договор. Ако ние во тој договор толку ги симнеме стандардите на демократијата и стандардите на граѓанското општество кое јавно го искажува својот протест пред владата, ако ние во преговорите ги изгубиме тие погодности воопшто за општеството, тогаш зошто да има договор? Јас за жал мислам дека ќе се случи најлошото од двете работи. Ќе има некаков договор кој ќе има ефект на смирување на кризата, а всушност погодностите, бенефитите од тој договор ќе бидат минимални. Суштината воопшто не ја гледат, односно мислите дека се инсистира на формата, односно резултатот ќе биде форма, но не суштина. Велите, сака да кажете дека овие активности кои ги иницираше Прибев всушност од страна на Европската комисија и кои се запишани во како владини итни реформски приоритети, владење на право, правосудство, деполитизација на јавна администрација, независност на медиумите, се мисли на јавниот сервис само, изборната реформа, анкетната комисија за црниот понеделник. Смета дека овие е невозможно да бидат решени заради тоа што рокот е прекратко, односно станува збор за неколку месеци, веројатно за 6 месеци. Видете, вие формата можете да ја исполните. А моменталната владеачка партија има апсолутно мнозинство во собранието и може да ги иштанца овие закони. Не говориме за закони, заради тоа што прибара имплементација, односно спроведување. Само се извинувам да докажам. Значи, овие итни реформски приоритети, активности на владата кои се зацртани, кои се Груевски ги понудил на преговарачката маса,
всушност не достига начин на нивна реализација, односно како тие би биле имплементирани и огромен дел воопшто нема ниту рокови. Не само што недостасува начин на реализација, недостасува и мониторинг. Кој е тој кој ќе потврди дека она што е договорено е навистина спроведено? Ние имавме еден таков договор за 24-ти, кој беше подпишан и до ден денес не е спроведен. И беше дефиниран како тоалетна хартија. И беше дефиниран како тоалетна хартија. Така што притисокот да се запази формата на само дека се договориле лидерите или да се запази формата дека се нотирани забелешките во извештајот без нивна имплементација не ни носи суштински напредок на демократијата и еволуција на општеството кон кој треба да. Сметате дека беше всушност не беше огромна грешка всушност договорот за избори во април. Што беше всушност нотирано и од голем број на и граѓански активисти и опозиционери дека практично невозможно да се дојде до договор за избори, односно да се организираат избори за толку кус рок. Реално таа вест делуваше шокирачки, мислам дека за поголемиот дел од сите граѓански активисти, луѓе кои се вклучени во борбата против режимот и тоа не сега, туку на перманентен начин со години. Дали било грешка или не, ќе оставам времето да покаже, но јас сум повторно песимист во делот на понудените работи кои се на маса околу можностите, околу месеците кои се нудат за техничка, експертска или не знам веќе каква влада. Да речеме, и моите информации се дека Груевски тоа што го нуди е 3 месеци, највише 4, а јас одговорно тврдам, бидејќи сум бил дел од институции и знам како функционира, дека вие за 3 месеци не може ни секретарките да ги научите и да научите како се викаат и што работат, камоли да направите крупни промени кои што не се направени со години, како исчистување на избирачки список или слично. Од тука не можам да знам точно не можам да знам точно зошто опозицијата прифатила да има избори во април, веројатно и они имаат направено некои своји калкулации. Но сепак тоа што го очекувам јас е дека наредниве денови, наредниот период, доколку не се дојде до некаков договор, притисокот да се зголеми, кога велам притисокот да се зголеми, притисокот треба да се зголеми врз премиерот, бидејќи он, како што кажа и Пеџа, ја има апсолутната сила и мок и доколку кај нив стварно сакаат нешто да променат, они тоа може да го направат. Дури и без помош од било кого. Добро. Околу изборите. Главните коментари и анализи генерално беа дека всушност Хан, еврокомисарот за приширување, одеше на варијантата на картата сепак да се има некако, да се дојде до некаков договор, макар било тоа последната точка, односно несуштинската. Опозицијата, конкретно Заев, е многу тврд во сегашните преговори. Неговата позиција во преговорите, односно фактот што е тврд, доаѓа од два основни страва. Првиот страв е дека обврзувајќи се на дел од пакетот, оставаат простор Груевски некако да ги превесла за останатите точки. Како што веќе еднаш се случи со договорот за 24 декември. Вториот страв е дека со сите имплементации, дека нема доволно време да се исчисти теренот дотаму, и дека во таквата ситуација Груевски може повторно да победи на некои избори во 2016. Оттаму ставот на Заев кој јас го толкувам на овој начин. Додека не се договориме се, не сме се договориле ништо. Затоа не сум сигурен дека договорот за избори во април 2016 важи ако не се постигне целиот пакет. Бидејќи опозицијата со право вели, додека не го договориме целиот пакет, како да не сме се договориле ништо, имајќи ги предвид овие два страва, бидејќи емпиријата е против таквите договори. До сега 5 пати сме се договарале, 5 пати власта не го почитувала договореното. Дополнително, мислам дека дјаволот е во деталите во имплементацијата. На крајот, не е толку важно кога и како ќе се повлече Груевски. Прашање дали ние мораме за промените во Македонија, дали мора рокот да биде април 2016. Јас не сум сигурен дека сите овие реформи можат воопшто да се направат до тогаш, ниту пак дека може да се демократизира општеството до април 2016. Мислам дека она што
што е губиток на оваа власт и кој е неповратен во овој момент е дека ерата на авторитарно владење, каде меѓународната заедница гледа на страна, а вие сте оставени во своето гето како пашалак да го владеете без никој да ве закача, е готова. Таа е завршена. Без оглед на тоа што ќе се случи на наредните избори, овој начин меѓународната заедница јасно покажува дека овој начин на владење во Македонија не може да продолжи. И гледам дека и власта со последните најави дека ќе стави мораториум на владени реклами и така, но покажува дека за тој притисок и за тој факт е на некаков начин свесна. Тоа мене ми дава некаков оптимизам во целата околу мораториумот. Уште нешто само сакав да дадам. Значи, кога се појави веста дека на 16 ќе има избори, олеснителна околност на сето тоа беше тоа дека тврдиот став што вели Пеџа на опозицијата дека нема да оди на избори доколку не се имплементираат сите овие работи кои избориме. Јас и уште нешто би додал. Значи, ние ако се бориме за демократизација на сите институции, за институционална демократизација, прво што треба да видиме како некои луѓе сносат одговорност. Значи, за мене е неприфатливо да се оди на избори додека не видам дека јавниот обвинител има поднесено кривични пријави за тоа што ние, знаете многу добро, имаме огромен сонеж, има факти дека власта е влезена во тотален криминал и не гледам како би можело да има избори кога тие луѓе не би политички актери. Мислам, тоа би било нонсенс ја да гледам кампања на која ќе се појави поранешната министерка за внатрешни или поранешниот министер за транспорт и врски кој го гледам по приватни митинзи на ВМРО ДПМН на чело на како ништо да не се десило и од тука мислам дека ставот на опозицијата цело време на перманентен начин треба да биде поголем, подсврст и да нема никакво попуштање. Добро, но е невозможно да се направи тотална реформа во правосудството. Можеби вие ќе го смените јавниот обвинител. Да, јавниот обвинител и неколку суди мора да бидат променети, главните суди. Без тоа јас не гледам како би можеле. Јас лично, а верувам и поголемиот дел на луѓето вклучени во борбата, како ќе поверуваме дека институциите се демократизираат. Но кој ќе ви гарантира дека нема да продолжи клиентелизмот, заплашувањата, уцените, без разлика дали ќе дојдат промени, дали ќе бидат тие функционални промени? Тоа е прашањето. Они треба да дојдат. Па после ќе видиме како ќе оди сето тоа. Видете, од една ситуација, од еден тоталитарен начин на владење, да се направи сето тоа, мислам дека веќе е еден чекор понапред околу враќањето на довербата на граѓаните во институциите. Вие имате многу голем број на проценти на луѓе кои апсолутно не веруваат во институции, вклучително и мене. И од тука вчерашната изјава на Заев дека не го признава суството, јас го сваќам како навистина цврст став, супер став кој беше повеќе од потребен. Дури можеше и порано тоа да го каже, бидејќи не само опозицијата, мислам дека секој нормален граѓанин на Република Македонија во институциите нема доверба или има многу мала. И тоа е фрапантен податок. Добро, кој е начинот за такви суштински промени? И кога говориме за правосудството, за судството и кога говориме и за медиумската пропаганда. Не смееме да забораваме дека низ бомбите, лентите за прислушкување слушнавме за многу црни пари кои биле давани неконтролирано. Како сега може да се дојде до некакви гаранции дека нема да се случи? Јас мислам дека единствен начин да постигнеме долготрајна стабилизација и демократизација воопшто на општеството е да инсистираме на системски промени, а не тие да ги врзуваме за луѓето кои ќе се најдат на конкретните места. Чи мора да се направи некаков систем за владни реклами. Мора да се направи некаков систем на заштита на јавниот обвинител. Мора да се направи некаков систем за евалуација и мониторинг на судиите. Мора да се инсистира на некои промени кои ќе направат да биде неважно дали едниот или другиот победил на наредните избори, да мора да инсистираме на системски промени така да мора да се владае демократски. Биде и илузија да се верува дека притисокот на меѓународната заедница може да се фокусира на индивидуални кадровски решенија. Тие мора да и јас во таа насока го толкувам извештајот на пример. Го толкувам како промена на играта така да станат неважни играчите. Но тоа е невозможно за една година. Зрелите демократи низ
Можеме да кажеме слободно низ век или повеќе од еден век работеле на демократизација на собствените. Кога мислев на главните политички актери кои се вклучени во криминал, мислев само како почеток на враќање на довербата. На крајот на краиштата навистина не би било толку важно кој би бил носител на функцијата, дали би бил Миле или би бил Станко. Тоа држи, но говори Арсовски за контролни механизми кои биле поставени, односно сите тие 4 власти меѓусебно би се контролирали и би биле коректив. Доволно е да се договориме, например, дека сите политички партии кои се предмет на сегашните преговори ќе прифатат таа агенда како фиксна, без оглед на тоа кој ќе победи. И се разбира дека не може тоа да се направи до април 2016. Но мора сите да се обврзат дека без оглед на тоа кој ќе се најде во власт, кој ќе се најде во опозиција. Зашто мислам дека се можни изненадувања помеѓу другото. Без оглед на тоа да се договорат дека ова ќе биде агендата и додека не се заврши оваа агенда, друго нема да работиме. Тоа е единствен начин да се гарантира. Нема да одиме на избори. Нема да одиме на избори. Дека секогаш, например, X време пред избори ќе се поставува техничка влада, за да не може да се меша партијата и државата. И такви системски промени мора да се ги прифатат партиите како дел на некаков пакет, да се обврзат на нив и меѓународната заедница мора да инсталира мониторинг на имплементација на таа агенда. И така и само така престанува да биде важно дали ние до април ќе успееме се да завршиме. Добро, околу мораториумот на рекламите веќе се споменати, вие бевте член на Советот за радиодифузија, па е многу важно. Вчера голем дел од луѓето кои се први водечки луѓе во телевизиите одбија воопшто да говорат за можност владините реклами да бидат едноставно да им се стави крај на тие владени реклами. Тие секогаш се гледаат како принцип и начин сушност на уцена, односно на диктирање на уредувачка политика. Ако јас не сум најпознат 100% точно, буквално за што се преговара, но мој став е дека една од главните работи што треба да биде вклучено е и Агенцијата за медиуми. Знаете, ако очекувате да има промени, промените треба да почнат од таму. У смисол кога веќе збориме за медиуми, бидејќи е многу битно кој ги мониторира изборите, кој ги мониторира медиумите и како се делат тие пари на крајот на краиштата. Јас само можам да кажам дека не можам да ви тврдам дека Агенцијата за медиуми е неполитизирана, напротив е политизирана. И треба да се најде партизирана и работи под политички диктат. Сега јас не можам точно да ви кажам, но мој став е дека има притисоци, како што има и тој притисок оди влада агенција медиуми, знаете. И една од најбитните моменти е тоа дека агенцијата не само што треба да стави мораториум туку на рекламите, туку треба да направи, да состави ургентно еден тим кој ќе биде надвор, значи надвор од луѓето што работат таму и кој ќе биде направен од експерти кои навистина работат, ја разбираат медиумската проблематика, бидејќи да не навлегуваме многу, но во Агенцијата за медиуми имате многу малце луѓе што знаат што се медиуми и што работеле со медиуми. И сега се поставува прашањето колку тие луѓе можат на вистински начин да придонесат медиумскиот простор да биде спобогатен или да функционира во нормални услови. Сметате ли вие дека владините реклами секако дека се важни и неопходно е да се стави мораториум, но не сметате ли дека во секој случај дел од медиумските актери, медиумските куќи, дури и бесплатно би спроведувале уредувачка политика која би била провладина, односно про-ВМРО, стокму заради тоа што низ целиот тој период постои некаква коалиција, пакт помеѓу, не само помеѓу собствениците и владеачката партија, функционерите, туку и помеѓу уредниците, односно тој клиентелизам богато ги наградувал и новинарите, и уредниците, не само собствениците. Прашањето на корупцијата на медиумите со народни пари, преку владини реклами, е едно прашање кое е Пандорина кутија. Тоа ако се отвори, не знаеме до каде се заврши. Има дел од работите кои можат релативно едноставно да се решат, има дел од работите
кои кога ќе се заплеткате таму не знаете докаде ќе заврши. Еве кој дел може да се реши едноставно. Може да се реши едноставно темата за која владата смее да се рекламира. Че владата смее да рекламира, и тоа не е спорно, нешто што значи промена на јавна свест. Чекајте во ред, застанете за жолта линија, фрлете ѓубре во канта, не свирете на семафор, некакви реклами кои носете појас, фиксираат. значи некакви реклами кои значат еманципација на општото однесување, и тоа не е забрането да го прави. Но забрането е владата да прави реклами ти си Македонија или ние сме потомци на Александар Македонски, или како што имавме на времето огласи во весник дека фондот за здравство земал плата на време. Да го рекламираат она дека го работат она што секако им е работа. И тоа е дел кој релативно едноставно. Пакетот и за трето дете и за абортус и слично. Тоа е некаков политички став кој можеби сите не го прифаќаат. Не може владата на сила да ве натера, како што сега слушнав од некои пријатели, дека владата донела пропис на кој секој камион што излегува од Македонија мора да носи налепница Invest in Macedоnia. Че пазете, некој сам си го купил камионот, сега ја рекламира владата бесплатно. Да. Не се. Тоа е дел што релативно едноставно се решава. И вториот дел кој, иако изгледа тешко, релативно едноставно се решава е дистрибуцијата на владени пари. Владата може релативно едноставно, постојат формули за тоа, да направи клуч. Нема волку пари за рекламирање, по овој клуч тие ќе се распределат. Еве еден прост пример кој не е идеален, но секако е подобар него дискреционо кај сакам давам. Кој колку платил данок минатата година, толку пари. Колку ти на државата, толку државата тебе. Добро. Тоа не е идеална ситуација, но е секако подобра од што јас ти давам тебе пари зашто ми се допаѓа што гледам на вести. И ги завршуваме со тоа лесните работи и сега почнуваат потешките работи, а тоа е сопственички испреплетени интереси. Идеологија или клиентелизам на самите новинари. Тука веќе навлегуваме во некакви теми кои се предмет на разгледување на ЗНМ. Веќе овие другиве теми, и мислам дека за тоа се бунеа оние медиуми кои го напуштија вчерашниот состанок, е дека овој дел на бизнис работата не е примерен мандат на ЗНМ, но секако е мандат на ЗНМ дали новинарот одвојува мислење од вест. И дали е тоа испреплетено и мислењето го продава како вест. Тука веќе навлегуваме во оној дел кој е многу покомплициран да се реши, бидејќи подразбира заеднички здруженија, подразбира некакви повисоки етички стандарди, подразбира подолги дискусии и така натаму. Така што мислам дека тоа е неопходно, но мислам дека не може да се реши толку брзо. Значи има некои системски работи кои можат да се завршат, има некои кои професионалните стандарди не подразбираат само директива од страна на Европската комисија или ЗНМ. Вие може да имате новинар кој автентично има десничарска или левичарска позиција. Проблемот е кога тој новинар тој свој став ќе го вметне како вест или како факт во некаков прилог, а нема да го одвои како уреднички коментар, мислење, колумна и така натаму. Или кога ќе има само една страна. Јас имам и друг проблем тука. Во неколку бомби ние слушнавме како директно се наредува како да се уредува и ние многу добро знаеме дека шефот на кабинет на премиерот е главен и одговорен уредник на неколку медиуми, затоа не може никој да ми каже дека е друго. Јас овој проблем околу мораториумот за рекламите би го гледал и би сакал да верувам на подолгорочно решение, не само сега, знаете, пошто јас сум многу убеден дека толку многу е навлезена политиката и толку многу зборам за неколку национални телевизии, да не речам сите, со исклучок на некој, што и доколку се сопрат, значи и доколку има мораториум на рекламите, не сум баш најубеден дека они ќе продолжат да функционираат одвоено од канџите на диктирање на уредувачка политика. Така да тоа е еден навистина голем проблем, комплексен, за кој треба посебно да се седне и да се изнајде некое решение долгорочно, и не верувам, убеден сум дека тоа не може да се реши во толку краток период. Добро е тоа, сепак е еден чекор напред, но не знам колку би бил ефектен во целава оваа ситуација. На крајот е да помнам уште еден прост пример. Владата им наложува на сите превозници да ги рекламираат без пари. Зошто не им наложи да сите национални телевизии или национални медиуми, воопшто медиуми, на секој саат да има 3 минути слот за бесплатно емитување на владата? Тоа би можеле да го решат со 61 пратеник за 5 секунди во собрание. Нема потреба да дават пари, мора да ги рекламираат медиумите, нема да им се смета тоа во комерцијалното време за кое се даночат и така натаму. Значи, не е дека нема опции. Опции има повеќе. Прашање е на политичка волја дали тие ги спроведат. Точно се согласувам. Ја мислам дека таа политичка волја која ја кажува Пеџа е далеку од
тоа одрешение. Ја не верувам дека има таква политичка и не верувам дека ќе има во брз период. Ова на крајот на краиштата пак ќе се сврзе со промената на демократизацијата на институциите, што би подразбирало и демократизација на медиумите, кои навистина се во хаотична ситуација. Добро, вие сте граѓански активист. Една од главните разочарувања низ овој период е дека прилично опозицијата се пасивизираше, кампот безмалку стана празен, вие спиевте долго време таму и заради здравствени причини се откажавте, веројатно дека голем дел од и луѓето кои преночуваа таму се откажа или заради некои други причини, иако имаше најави дека ќе се радикализира отпорот, дека ќе доколку не дојде до преговори, ќе се сменат воопшто улогите на опозицијата. Околу спиењето, да, споменавте дека не сум таму некое време, но сепак сум цело време преку ден и навечер и продолжува значи битката. Кампот може да дискутираме за тоа дали е добар или не, но сепак мислам дека е подобро отколку да не постои овој момент. Нормално е после 43-4 дена да има разочараност и пат, бидејќи ние знаеме многу добро од 5 мај се крена таква расположение, таква атмосфера што кулминираше на 17 мај со големиот сенароден протест. Таа енергија нормално како поминуваат деновите е нормално да паѓа и од проста причина дека преговорите траат предолго и имате прекинати се преговорите, па ќе продолжат, ај ќе видиме од понеделник, ај ќе видиме од среда и сето тоа навистина дополнително ги проблематизира протестите, работите, но јас сум убеден дека свеста и примарната цел, односно примарната цел која е падна на Груевски, промена на владата, оставка на владата, не е падната и дека доколку протестите продолжат, доколку се прекинат преговорите, во што ја верувам дека нема преку преговори, барем у овој период да се изнајде решение, мислам дека таа енергија ќе се врати и дека протестите, под протести подразбирам неколку агли, имате тука неколку начини и на радикализација на протести, како што е блокирање, узурпирање, не знам уште што, би се вратила таа енергија за која збориме, која во моментот можеби изгледа дека е спласната, но јас сум сигурен дека со неколку мали чекори, односно мали чекори кои подразбираат креативно, активно делување на терен, ќе се врати, бидејќи желбата за да падне владата или да се оди Груевски ја останува главната цел на сите нас. Добро. И околу ме интересира вашиот став. Дел од граѓанските активисти велеа дека е исклучително важно да бидат дел од преговарачкиот процес. Значи не говориме за изработка на акционен план или негова имплементација, туку да бидат активно вклучени заради тоа што се несомнено значени политички актери. Јас мислам дека е многу добар придонес воопшто за демократското општество во Македонија што се буди некаква граѓанска иницијатива. И што граѓаните, протестите и така натаму го наоѓаат својот глас кој беше анестетизиран многу долго време. Мислам дека проблемите се појавуваат кога граѓанската агенда ќе преземат политичарите. И тука граѓанските активисти ги фаќа биполарна шизофренија. Затоа што лидерите одат на преговори, не одат на преговори, има поместување, нема поместување, си подадоа рака, ги прекинаа преговорите, си подадоа рака, се фатија за гушка. Нормално е активистите во таа ситуација да ги фатија апатија. Да кажат нашата автентична агенда, која во основа, помеѓу другото, не е само Груевски или Заев, туку е систем во кој ќе владееме. Јас гледам дека многу голем дел од граѓанските активисти пред владата велат, ова што го прави Груевски, ние нема да дозволиме утре ако се смени власта, не Заев да го прави. Или било кој друг. Така што проблемот е кога таа автентична граѓанска иницијатива ќе ја пренесете на политичка маса и нормално е граѓанските активисти да се плашат дека политичарите ќе ги превеслаат во своите политички калкулации. Така што мислам дека најдобро за Македонија е да добијат малку повеќе моќ овие граѓански протести, да добијат автентичност и да се засили нивниот интензитет, бидејќи тоа е најдобра контрола
против узурпацијата на државата на човековите слободи и права. Секоја власт оставена сама на себе има тенденција да чепне помалку од територијата на слободата. И најважно е вие да имате силно граѓанско општество која таа страна може да ве брани, а не дали политичарот денес те се разбуди со хороскоп дека денес јас на вистина ќе сватам дека претерав, ај време е да се повлечам назад. Значи, околу ова, еден од главните, најглавните, барем за мене како граѓански активист, моменти кои ме прави горд, е тоа дека меѓу нас, активистите кои се бориме од почеток и ќе се бориме до крај, има таква атмосфера, а тоа му е пренесено и на Заев, бидејќи он го води фронтот како главен опозиционер, без разлика на која партија и да ги добие изборите и да биде тоа опозицијата или било кој, дека ние, како граѓански активисти, даваме само 100 дена да видиме, да не очекуваме ние за 100 дена да има не знам какви промени, треба да бидеме реални, но за тие 100 дена, ако не видиме комплетно друг пристап кон начин на владење, дека не само кам туку ќе бидеме уште порадикални и дека протестите ќе продолжат затоа што ние сега се бориме да падне владата, но се бориме секоја наредна влада што ќе дојде да има на знаење дека не смее да си дозволи ама ниту 10% да го прави ова што го правеше оваа влада. Затоа што ние денеска го се обидуваме да го ставиме тој стандард и веруваме цврдо во тој стандард и сме убедени дека секоја наредна влада ќе се помисли два пати дали ќе се обиде да чепне во слободата што вели Пеџа на граѓанскиот активизам и општо во општеството. Добро, јас благодарам што бевте гости. Благодарам.